Пасма мозок. Чекайте да знам што кажува GPS-от. Таму крај настројки лево. Да. Лјоц, дај да си одиме, бе. Погледаш ли? Сапа на него паметот на страна. Доста цвигаш, тргнај пред мене. Абе, не е за мене. Абе, Лјоц, за вас ми е. Здраво, Джиги, стасавме. Кај стасавте? Ја стасав? А? Вие кај стасавте? Како кај стасавме? Што се договорив? Што се договорив? Ало, Марс јави се. Марс ти е црвената планета? За мастодонтите. За мастодонтите, да. Слонови се тоа, слонови. Ајде по мене. Дечки, стојте. Гледате ли? Абе, појма нема кај се наѓаме. Дај да си одиме пред да направиме некоја баја. Пошто многу си храбар, ќе ми даеш ли една слика на вечер успална да ме штитиш? Ова е Јоване. Мастодонтите. Еве ги мастодонтите. Види ги. А Джиги, а што вика книгата? Овие фосили најдени се помеѓу селата Прстен и Башибос кај Валандовско. Види. А Джиги, што се тоа мастодонти? Тоа се слонови што исчезнали поради промената на храната и на климата и се што знаеме за нив и остатоците од нивните коски како што се овие. Слонови? Абе, нема шанса. Сигурно со некој циркус од бивша Југославија. Да беа циркуски маш од статоци од шатор. Ај фосили од кловнови како тебе, Нико. Во Прстенска река. Во Валандовско. Најдени се и заби од мамуце најдени. И тоа е еден вид изумрен преисториски слон, сличен на денешниот индиски слон. Да. А во овој крај најдени се и други остатоци од скаменети животни. Како што се конјот со три перси наречен хиперион, антилопи, газели, сабљасти тигри, носорози и желки. А какво е тоа место каде што се пронајдени мастодонтите? Сега ќе ви покажам. Ваму. Ја, дечки, гледате го место, бе. Види ги корењана. Па што очекувавте, бе? Ама интересно. Леле, колко е високо.
Мозок, прекини се овие твои финти, оти ми е преку клава од нив. Абе, финти си се финти, ама каде е музејот, бе? Дечки, ова е музеј, бе, природен музеј. Здраво, беби, можеш да ме викаш Џони. Дојде да ви покажам кај се откриени мастодонтите. Абе, Џони, од кај знаеш од каде доаѓаме? Ич, уво да не ве боли, се знам за вас. А од кај знаеш? Беби, јас сум технички заокружен. Имам имейл. Леле, уште еден главоч. Мозок, овој ќе те реши. Нема шанса. Ова е местноста Јолбурн. Тука се пронајдени фосилите. Научниците кога ги пронајдоа, рекоа дека се од единствен таков вид во Македонија. Што, збориш бе? Во тоа праисториско време на планините Беласица, Осогово и на Малешевските планини имало и бизон и тур. А што е тоа тур? Тоа е див бик. И роговите на тој див бик собирале 10 литри течност. Не 10, туку 12. Само знам дека пеонските цареви ги користеле као чаши. Па нормално бе, јас дома само такви пијам. Џони, а да не би ме однал кај тебе да пијам од тие рогови како што пиеле принцезите? Кај бе, овој Джиги, што направи? Ела. Еве. Да заперам, да зачистам, а? Па ти става више за нигде, значи. Слушајте, те прашам нешто. Дали има попуст за стални муштери, а? Добро, бе, ти нормален ли си? Ти знаеш колку трошоци имам ја овде, бе? Трошоци има, бе, за нагледни средства, за репроматеријали, бе. Човек ќе живеам ја попусти, што не ти дадат попуст за бензин. Така е. И како бе, батка, така е прво... Ај, така е. Добро, улје, може да му смените улје? Може, благодарам многу. Благодарам и пријатно, треба да отам, ајде. Улје. Дванаеска. Дванаеска, батка! Имбус! Шо? Абе, вие тука сум, ја ондека го паркирав магарето. Добро, сега запозна се со Џони. Џони, мене ми е драго. Не, тоа е Џони. Џони, Џони, Многу ми е мило, Џони, и еве не дојдовме во твојата плодна котлина која од секогаш била цел на разни освојувачи, од исток, од запад, од север, добро, не претеруј. Ајде да го освоиме Исар од Марвинци. Може, одиме. 3, 4, аса! Ајде. Ајде бе. Ајде иди. Тоа е стара хеленистичка населба, направена врз основа на праисториски темели. Во хеленистичко време градот бил густо населен. Се му сменили те на овој свекици, бе? Види го, ја на улја го дадов да ми смен. Во населбата имало, во населбата имало складови за чување жито, керамички работилници, храмови, палати и култни места, светилишта. Во римско време изграден и паганскиот храм кој потекнува од 2 век по Христа. Овде имало многу убав замок посветен на Херакле. Знаеш што убаво било? Се било изцидано во торски стил. Такви храмови сега има само во Италија, во Грција и многу потсеќа на нив. Еј, дечки! Дојдете да видите што пише тука! Македонија. Македонија? Што е
Тоа? Тоа е висока функционерска титула од тоа време. Е имал типот што го изградил храмот, инаку храмот е граден за времето на Комот, римски император, а Херакле му бил идол и најверојатно за тоа и него му го посветиле храмот. Тука имало статуа од Херакле, ама кој знае кај е, се стопила или некој ја стопил. Па, може би Комот ја однел статуата од Херакле во Рим да им се пофали? Нико, пак е гладен. Овој град доживеал огромен подем и процут. Керамиката, монетите, мерните статуи со релефи, надгробните споменици, со портрети, укажуваат на тоа дека овој град ни најмалку не заостанувал од македонските градови во тоа време. Да, и животот на Исарот продолжил уште до 5-6 век. Археолозите направија и макета и го реконструираа храмот. Сакате да го видите? Нема проблем. Така знае дедо, така плаши деца. На оваа некропола од железно време откриени се повеќе од 100 гроба. Во гробовите се пронајдени разни гробни прилози, како што се предмети од... Како што се разни предмети од керамика, бронза и железо, за кои праисториските луѓе верувале дека им служат во задгробниот живот на починатите. Наодите од овој град на починатите покажуваат дека во железно време имало добри мајстори кои изработувале керамика, накит од бронза, метални украси и изработувале и оружје. Оружје изработувале како што се копја, ножеви, мачеви изработувале, мачеви. Гробовите се групирани кружно, што укажува дека го почитувале и небесниот циклус. Така се... Така се групирани гробовите во Кутлеш, Вергина, денешна Грција. Time out! Time out! Со двајца кавга се прави. Со тројца ѓурултија. Море, Индијана, пезавенкни едеме ви цела пајна изодиме, така еше бар магариње да земе. Диагонала, пи 3,14. Копе! Тук ли? Тук. Брзо копе. Удри, појако удри. Море, шо удри, а ти шо ќе работиш? Ја шо ќе работам? Кој ќе го стразаме будала ни еден? Копај! Джонс, брат, тука е закопано цело благо од нашата фамилија. На баба и кажала, баба на мама мене ми кажа, тоа ако веруиш се што е собирано од цело благо од цела фамилија, се е тука закопано. Копај, Джонс, копај! Копај. Земи тоа копај, што ти да удри една штука. Само филозофираш теш. Джонс, ти знаеш јас каков баксо сум, бе. Абе, имам предчувство некое лошо, еднаш ако копнам тука да ударам, абе, таква нафта има да излие од тука, цела Македонија ќе поплави. Дај копачат вамо баксус ни еден. Уште тоа ни фали на вас, ромаштир нафта ни фале.
Ето го тропта. Стакло, теглото е 100%. Копај. Какво тегло, бе? За какво стакло зброиш ти, бе? Теглото со благо. Какво благо ние нураме, бе? Од баба благото тегло има во каво закопано. Пише благо, сладко од смокви. Ја, зашо копам тука, бе? Ја мислам оти нешто злато тука, черамиде нураме. Кој сте вие, бе? Това е Индиана, јас Джонс. А ти шо си тука, бе, тука? Човеци живи плашат Джо, вампир под земја. Пак мора некој да се бори против подземја. Него копате на диво, а? Не копаме вај тука, нешто тука демек на баба му сладко тога го нуреме. Вие знаете ли за копање на диво дека се иде у затвор, бе? А? Не копаме ние на И диво. шо правиме се, а? Идат, бегите! Джиги, дојдете побрзо! Најдов нешто! Еве, дечки, што најдов? Па и не сум ја крив. Самата се зиркаш од земјата. Имам уште, бе. Ова се некои стари пајонски бронзи, тука сигурно мора да е закопана и пајонската свештеничка негден. Тоа е еден од највозбудливите археолошки откритија кај нас. А зашто е посебен? Па ја најдоа исто така како што била закопана. Воопште не е оштетена ништо и со богат инвентар од предмети од бронза и од не знам керамика и некои други. Еве, во книгата, дојдете. Еве, во книгата го има целиот гроб со сите предмети, еве. Гледај. А и многу е убава. Да, бе, и мртва е на 8-9 години. Бидејќи во Ландово има многу убава и прекрасна медитеранска клима, не само во Ландово, целата околина тука е како една голема градина за раноградинарски овоши. Тука растат надалеку прочените валандовски смокви, исто така и калинки. Познатиот турски патеписец Евлија Челебија, кога минал низ Валандово, за градот напишал: климата, воздухот и водите овде се многу благопријатни, поради што има многу убави девојки. Плетенките на главите на прекрасните девојки од овој крај се украсени со дукати, грошеви и сребрени пари. Градите им се украсени со разновидни амајли, талисмани, а носат и гердани на вратот. Чиги, а дали турскиот патеписец напишал нешто и за манастиров? Да. Челебија го посетил манастирот во втората половина од 17-тиот век. Еве што напиша. Тоа е уметнички изграден манастир во планинско место со железна капија како некоја тврдина. Сите куполи на манастирската црква се покриени со олово. Човек
Што се разбира во архитектурата, останува чудоневиден и воодушевен. Сличен манастир нема во земјата на манастирите. Неговиот опис представува замор. Полека, Джиги. Во средниот век оваа било многу убава црква, посветена на Свети Ѓорѓија. Со доаѓањето на турците османли прераснало во манастир, како едно од најдобро обликуваните и едно од најдобро утврдените светилишта на Балканот. Било особено познато по многу добрата ризница на икони, на пневници, фрески, особено по раскошниот иконостас. Манастирот бил два пати разурнуван и граден целосно. По земјотресот што го зафатило е ова единственото црквиче што останало од неговиот средновековен сјај. Еј, дечки! Доаѓате ваму! Што е, муза? Поглед. Што е пак се во? Тоа е дел од мавзолеот на римски војник кој има примено христијанската вера. Во е Христовиот монограм. Еве го крстот, оваа шишарка символизира вечност, а ова е розета со заоблени ливчиња која е символ на вечното движење на сонцето. Джони, да не сакаш вода? Не ми се верува, оваа јана пак се залју. Сега ќе ве однесам на едно место, на еден чудотворен извор, наречен по Свети Симеон, светецот. Ема, што сте бе, шо? Не, што сте? Кај ти е јакната? И остави во црквата. Зошто бе? Зачем ја взети? Джони, а што е она на врвот на планината? Тоа е средновековна крепост кој народот едноставно од секогаш ја викал само кулата. А кој е изградил? Не се знае кога е изградена и од кој е изградена, се претпоставува дека е изградена помеѓу 11 и 14 век за времето на цар Самуил или додека владееле феудалните владетели Хрис и Стрес. И се претпоставува дека била поврзана со дворецот, што бил тука негде во близина, со подземен тунел. А каде е сега? Денес од него нема ни трага, ни ништо. Спомна нешто за чудотворната вода. Да. Ајде да одиме. За неговата вода се смета дека возвишениот Бог единствено него му дал тако благопријатен мирис на водата. Исто така и изворот Земзем во Мека и изворот Свети Силван во Ерусалим имаат благопријатен мирис, ама не е тоа. Точно, еве и Челеби е написал. Дека ако на облеката на човекот кој пиел вода од Симеоновиот извор падне капка вода, се чувствува силен мирис како од амбра и од мозок. Овој мирис воопшто не излегува од облеката на човекот. Оној што ќе се напие од оваа вода мириса како да пиел 2-3 дена трендафилово масло. Така пише Челебија. Нико, ти се спреми за журка, а? На журка не знам, ама за по едно оро. Во Аван вода се бие. Залудо работи. Ето ти ова е зејтинор. Зејтин? Да, зејтин.
Зејтин, тоа е типично валандовско. Еви. Да, тоа е пеливанска игра. Да, ја представува играта и почетокот припрема за борба, потоа представува борбата, ја представува славењето на победникот. Пеливани знаете што се? Пеливани? Пеливани се борачи. Борачи овие што се вака што прават и со зејтин се потураат и се мачкаат, со зејтин се мачкаат, за да не може да ги фати противникот. Знаете како сапун што фаќа, па и не може вака се држат со противникот, се држат, како го држат и овој го држи противникот и се лизга. Джи. Малку се занесов, добро. Гледате го, многу е добро. Се заигра, деца. Ама доцна треба да си одиме. Нема? Да. Ама они деца се заигра. Да. А ние треба да си одиме. Да, треба. А тие деца, треба да си деца. Деца! Треба да си одиме. Папа! Хајде! Чао! Абе, ваму! Деца! Тамо, пред мене. Ајде, брзо. 3, 4, сега. Ајде. А кој беше овој Џони? Некој потомок на Херакли. А може би.